Лошото момче во дворецот на Али Ахмети, според неговата сегашност и минато, вака можеме да го оцениме Беким Незири, поранешниот министер за економија, сега шеф на чирскиот огранок на Дуи, човекот кој синоќа со лисици беше донесен во суд, па пуштен на слобода. Скандалозниот напад на контролори на летање е само еден од серијата во кој е вклучен тој. Неговите скандалозни действија за кои пишуваа медиумите почнуваат уште во 2010-та, кога беше еден од директорите токму во МНАФ. Тогаш турнал по скали контролор како инструктор бидејќи не сакал да му потпише дека поминал обука за контролор. Медиумите објавуваа дека снимките од нападот биле избришани, а контролорот избркан од работа на барање на Незири, пошто заминал во Норвешка. Овој инцидент го потврдил и тогашниот председател на управниот одбор на МНАФ Живко Поповски. Инцидент Незири направил и при одлуката да биде разрешен контролорот. Точно е тоа што сте го слушнале. Разговаравме за предлогот на Незири да биде разрешен еден од вработените. Јас се спротиставив со забелешка дека тој е добар работник, на што Незири ми рече дека тој одлучувал за неговите. Му реков дека безбедноста на летањето е неделива. Нема наши и ваши. Продолжението го знаете. Ме плисна со вода. Беким Незири беше првиот и засега единствен од највисоките функционери на ДУИ кој од министер на СДСМ беше поврзуван со криминал вреден 19 милиони евра. Тогаш Мила Царовска објави дека ПИОМ каде директор одреден период беше токму Незири, со години не ги уплатил придонесите на јадници осигуреници во вториот пензиски фонд. На овие 12.000 наши сограѓани, воопшто придонесите не биле префрлани кон вториот столб, иако од работодавачот придонесот бил уплаќан. Финансиските средства останувале во пензискиот систем, но во првиот столб. Тогаш во одбрана на Незири веднаш застана од ДУИ. Несреќни биле зборовите на Царовска, според тогашниот вице-премиер за европски прашања, сега министр за надворешни работи Бујар Османи. Јас морам тука да кажам дека вчера имаше несрекна изјава на министерката Царовска, која што отвори можност за спектакуларни шпекулации по однос на тоа што се случило во фондот за пензиско инвалидско осигурување, за некаква можност за злоупотреба. Одбраната за Незири ја имаше и вчера, сега од директорот на МНАФ Фахрудин Хамиди, делото за кое многумина велат дека може да се карактеризира како тероризам, било кошкање меѓу двајца колеги. Но се работи за конфликт помеѓу двајца колеги кои што се знаат 20 години заедно биле на школување. Ама 8 така луѓе влегле таму, непознати значи, надворешни лица, директоре. Кошкање има во секоја организација. Има набој на енергија, значи да се разбереме, не се сите на една страна или втора страна. Инаку Незири важи за еден од најблиските соработници на Артан Груби. Беше поставен за шеф на чирскиот огранок на ДУИ, откако Изет Меджид ја формираше партиската фракција и подоцна реши да се раздели од ДУИ.